Токму така, драги, се наоѓаме во галеријата на Македонскиот културен центар, каде што овде синоќе беше отворена изложбата «Старите мајстори, македонската модерна», а оваа изложба за посетителите ќе остане отворена и во наредните денови, односно како што рече и ти до 20 мај. Повеќе детали за тоа што она ќе може да видат посетителите, сите оние кои што до 20 мај ќе успеат да дојдат и да ја погледнат оваа изложба, ќе дознаеме од незиниот автор, професорот Игор Пенушлиски. Професоре, добро утро, навистина ме мило што сте дел од Македонија на утро. Добро утро вам, благодарам што ме поканавте во вашата емисија. Така, на почеток ви сакал да ме прашам кој беше почетниот мотив да се истражува односот помеѓу старите мајстори и македонската модерна уметност? Видите, иницијалната капесла представуваше еден сон, поточно еден кошмар кој што ми го раскаже татко ми, кој што исто беше сликар, во кој што тој седи во својата ателје, пробува нешто да наслика и не му ги оди. И во тој момент ќе свати дека Диего Веласкес, еден од најголемите шпански сликари, ќе му дојде во посета. И тука настанува една паника, а тој почна да ги крие сликите, лело, колку е лошо, нема ова да му го покажам па да се посрамотам. Значи, ми пренесе еден страв во почит, баш така, почит према тие стари мајстори. А дополнително јасно беше дека постојат одредени аспекти од развојот и појавата на модерната уметност во Македонија кои што требаше да се објаснат. Така, значи сонот е почеток за оваа приказна. приказна. Сонот беше почеток, баш така иницијалната капесла од која што после тоа потекна и истражување и книги и така натаму. На кој начин македонските уметници успеале да воспостават диалог со европското уметничко наследство, иако се разбира тие делувале во поинакви историски околности? Видите, јасно е дека ликовното наследство на старите мајстори, значи на оние луѓе кои што го дефинираат сликарството од 13-тиот до втората половина на 19-тиот век, на еден начин не е органски поврзано со културата на нашиот народ. Меѓутоа, тоа не значи дека имало влијание од нив врз точно појавата и развојот на модерната уметност во Македонија, и мислам дека можам да идентификувам три вида на влијание, значи едно иконографско, стилистичко и тематско влијание. Значи има врска помеѓу едното и другото. Така, што е она што посетителите, сите оние кои што ќе дојдат, можат да научат од оваа изложба, дали станува збор само за историја или и за современа уметничка перспектива? Па станува збор, значи, за некаква современа уметничка перспектива. На изложбата имаме и двајца современи уметници. Во основа треба да се потенцира дека кога сакате нешто да научите, ќе ги земете најдобрите примери. Ако сакате, не знам, да учите за смртта и филозофијата, ќе го читате Хамлет на Шекспир. Или ако сакате да научите шаховско отварање, ќе ги гледате најдобрите партии од најдобрите шаховски играчи. Така и ова, ќе ги земете најдобрите примери од ликовното творештво и врз нив ќе почнете нешто да градите. И мислам дека изложбата покажува дека модерната македонска уметност не се развивала изолирано, туку во некаков диалог со тоа европско културно наследство. Синоќе беше отворена практично изложбата. Како беше одзивот, што се случуваше овде синоќе? Дали сте задоволни од тоа како помина отварањето? Да, јас сум многу задоволен. Имавме една супер публика, значи така мешана и млади и возрастни луѓе кои што беа, задоволни од тоа. Некаква индикација дека повеќе нема катал за целиот тираж на изданието, значи на книгичката која што јас ја напишав, која што воедно служи и како каталог на изложбата, се раздаде. Изложбата, како што веќе рековме, останува отворена во наредните денови. Доколку треба да издвоите една порека од изложбата, која е врската што сакате публиката да ја препознае меѓу традицијата и современото творештво? Па одговорот нова некако се надоврзува на претходното прашање што ми го поставивте, и тоа е дека современата уметност и македонската модерна не настанува во некаква изолација. Јасно е дека постојат врски помеѓу тие старите мајстори и нашите, и тоа е една човечка потреба да се постават истите прашања или истите потреби и со кои што сега се одговараат со еден нов ликовен јазик. Ништо не настанува во изолација, па така и нашата уметност, нашето сликарство. Професор, благодарам многу на разговор и ви посакувам успехи понатаму. Благодарам. Со Кирил Пенушлиски, професор и автор на изложбата насловена Старите мајстори, македонската модерна, зборувавме токму за оваа изложба која што, како што веќе рековме, останува отворена за посетителите до 20 мај во просториите на Македонскиот културен центар, односно во галеријата во МКЦ.